6 години успешна работа и функционирање. Во моментов со бројка од над 1800 вработени, компанијата Amphenol Technology Македонија во Кочани стана еден од носечките стопански субјекти со најголем број вработени и постојан напредок и во поглед на финансиските резултати и во проширувањето на своите капацитети и производната програма. Брзиот развој за релативно краток период и овозможи да се вброи меѓу најуспешните компании со странски предзнак во Македонија. Директорот Сашко Наков, правејќи резиме за изминатата 2019, рече дека фирмата бележи значителни инвестиции, посебно последната година, со отпочнување со работа на нова 6-та деловна единица. Остварен е раст приближно околу 20% споредено со 2018. Достигнавме бројка преку 1800 вработени, кој што перманентно се зголемува, и реализиравме извоз со кој што сме меѓу првите 10 извозници во Македонија. Така да, мислам дека сите тие показатели се одлични. Инвестициите само за минатата година се 4,5 милиони евра, инвестиции без згради, само во опрема, што достигна 20 милиони вкупни инвестиции на Amphenol во Македонија во изминатиот период. Тоа е резултат на напорна работа на сите вработени. Јас сакам јавно да им се заблагодарам на сите вработени во Amphenol, што допринеле за ова, и пред се за мојот тим, кој што исто со едни зголемени напори и посветена работа успеваме да ги реализираме таргетите и барањата кои што се и од купувачите и од нашите акционери. 12 милиони и 100.000 евра е придонесот на Amphenol за домашната економија, потенцираше Наков. Во 2019 ние сме обезбедиле, дале и исплатиле услуги и стоки во износ од 12 милиони и 100.000 евра за 2019. Тоа значи дека во просек секој месец само за домашни компании сме имале обрат, односно сме им обезбедиле работа во износ од 1 милион евра секој месец. Плюс на тоа платите за вработените кои што исто така се директен инпут на македонската економија, плюс даноци и сите тие други давачи кои што се подмерени секако на време. Значи, важноста сакат со ова околу 25% од обемот што го имаме за набавки го реализираме со домашни компании, што не е за подценување, и овој износ постојано се зголемува од година во година. Јас очекувам дека ова 2020 износот ќе биде поголем. Паралелно се работи и на образование на новите кадри во тренинг центарот во средното училиште Гошо Викентиев, како и на други нови активности. И друга активност која што е важна да се спомне и која што ја веќе започнавме и ќе ја прошируваме во 2020 година е функции кои што се повеќе врзани како сапорт функции кои што се за поддршка, како што е проект менеджмент. Веќе почнавме и веќе имаме еден проект менеджер овде од нашата компанија, од Ангела Диванисова, која што беше на обука и веќе презема активности. Тоа е една функција која што е за нови и за постоечки проекти во директен контакт со купувачите и ги обезбедуваме нови проекти и сервисирање на тековните проекти. Тоа е една нова активност за нас и мислам дека ќе ја зголемуваме интензивно, и тоа се и нашите планови пред се и договорот што го имаме со хедквартерот и со централата на Amphenol. Значи, во таа насока ќе одиме се повеќе софистицирана опрема, се повеќе ноу-хау и се повеќе високо образовани кадри ќе има потреба да се вработуваат кај нас и да одат на обуки во странство како и до сега. Во 2020 година плановите се да се зголеми бројот на вработени за уште околу 300 вработувања и да се работи на проекти за нови линии за автомобилската индустрија и проекти за комплетно нов погон и нова деловна единица Amphenol FTG, за која што вработените се веќе на обука во Германија, а опремата треба да пристигне до крајот на февруари и веќе од март да се стартува со редовното производство, рече Наков. Паралелно како и досега не престанува грижата за вработените, со перманентно зголемување на платите, обезбедување на транспорт и храна, како и зголемување на мотивираноста кај вработените.